Минале 15 години откако во операциона Саламо бил отворен градниот кош за операција на срце, а сега неговиот медицински картон се најде пред експертите од внатрешната комисија на Министерството за здравство, чија задача е да дадат одговор дали интервенцијата му е направена без потреба само за да се наплатат пари. Пациентот опериран во 2010 година е само еден од над 30 на случаи кои се предмет на разгледување од страна на лекари, помеѓу кои има и такви кои учествувале во некои од операциите по кои сега одлучуваат, додека допрва треба да дојдат тројцата странски експерти од Словенија, Италија и Австрија, иако од обвинувањата на кардиологот Сашко Кедев дека во Македонија без потреба и само за профит се оперирале срца, поминаа повеќе од 2 месеца. Така. Се уште официјално изборите не се завршени, затоа и се уште не можеме да... Јас имав средба, онлайн средба со нив. Во моментот кога ќе завршат официјално изборите, тогаш ќе можеме и официјално процедурата да ја почнеме од нашето министерство. Зошто немаме досега резултати, докај сме досега, веќе мислам дека уште 7 наоди треба да се анализираат. Знаете дека тие процеси се барат време. Повеќето пријави што стигнаа во фондот беа парче хартија од пациенти преставки, каде што можеше да се помине цела поставка прво на административна обработка, а потоа дури да се преди на медицинска обработка, така да процесот не е толку брз колку што сите би сакале. Алио Икликовски денеска беа на презентација на новата современа процедура за решавање на проблемите со аритмија на срце. Лекарите за прв пат извршија сложен зафат при кој со специјални катетери се пронаоѓа и неутрализира делот од срцето што предизвикува аритмија, со што се враќа нормалното отчукување. Со овие процедури возможуваме навремен и ефикасен третман и лекување на пациентите со сите типови на аритмија, за кои досега дел од нив беа упатувани за третман во странство на терет на Фондот за здравствено осигурување. Издвојувал повеќе од 15-20.000 евра по пациент за третман на истите во странство, бидејќи не бил возможно да се прават процедурите во нашата држава. Овој напредок за прв пат го става нашиот центар и тимот аритми во листат на најразвиени електрофизиолошки центри во нашиот регион. Веќе од наредниот месец планираме да започнеме со аблација на исхемична коморна тахикардија кај пациенти со срцева слабост и имплантиран кардиовертер дефибрилатор. Лекарите велат дека комплексните процедури на дел од пациентите ќе им го подобрат квалитетот на живот, а на некои со посериозни аритмии ќе им го спасат. А најзначајно според кардиолозите е тоа што со лекувањето на аритмиите се намалува ризикот од мозочен удар.